Денеска, како саботен ден, го посетивме на благодарноста. Добивте маркер на кој пишуваше: благодарноста е најдобрата молитва, која секој од нас може да ја каже. И видовме дека навистина благодарните луѓе се посрекни, порадосни, пооптимистички гледат на работите, на проблемите, иако не им е се мет и масло во животот, но сепак имат една позитивна црта. Тие шират една поубава атмосфера. И секогаш се благодарни и за најмала ситница. Ова попладне ќе зборуваме за 10 губави луѓе. На почетокот ќе видиме еден краток инсерт, односно читање од Лука 17 глава и со неколку фотографија, потоа ќе се вратиме на нашиот текст, ќе го прочитаме и на македонски јазик. Значи, најпрви да ја проследиме ова кратка сторија. I kad iđeše u Jerusalim, on prolažaše između Samarije i Galileje. I kad ulažaše u jedno selo, sretoše ga 10 gubavih ljudi koji staše iz daleka. I podigoše glas govoreći: Isuse, učitelju, pomiluj nas. I videvši ih, reče im: Idite i pokažite se sveštenicima. I oni idući očistiše se, a jedan od njih, videvši da se isceli, povrati se hvaleći Boga iza glasa i pade ničice pred noge njegove i zahvali mu, i to beše Samarjanin. A Isus odgovarajući reče: Ne isceliše li se 10? Gde su dakle 9? Kako se među njima koji ne nađe da se vrati da zahvali Bogu, nego sam ovaj tuđin? I reče mu: Ustani, idi, vera tvoja pomože ti. Македонски јазик да го прочитаме. Лука, 17 глава, може да пратите во вашите Библии, вие кои сте овде и оние кои не гледат, од 11 до 19 стих, еве што пишува во нашите свети писма. И кога одеше за Ерусалим, поминуваше меѓу Самарија и Галилеја. И кога влегуваше во едно село, го сретна 10 лепрозни или губави мажи, кои застана подалеко и го подкрена гласот велејки: Исусе, учителе, смилој ни се. А кога ги видим, рече: одете и покажете им се на свештениците. И се очистија додека одеа. А еден од нив, кога виде дека оздравел, се врати славејќи го Бога гласно. И падна на лице при неговите нози и му благодари. А тој беше самарјанец. Тогаш Исус одговори и рече: зар не се очистија 10? Каде се уште 9? Не најдоа ли да се вратат и да му благодарат на Бога, освен овој тугенец? И му рече: стани и оди си, твојата вера те спаси. Овој извештај, браќи и сестри, укажува дека Исус бил на пат кон Ерусалим и морал да помине, како овде што гледаме на оваа карта, низ Самарија. На тој пат Исус сретнува 10 необични луѓе. Луѓе кои биле оболени од една многу тешка болест. Луѓе кои биле отфрлени од општеството, од своите најмили, од своите роднини, од своите пријатели. 10 губави луѓе чија кожа почнала да отпаѓа, чии делови на телото се распаѓале. Замислете каква трагедија. Биле отфрлени од домашните. Не можеле да го помилуваат своето чедо, своето дете. Не можеле да одат во црква. Не можеле да отидат на сред град, на пазар, во продавница. За нив животот како да запрел. Настанот се одвива во пограничното место помеѓу Галилеја и Самарија. И затоа не е ни чудо што евреите кои биле 9 во ова група им се приклучил еден неевреин, самарјанец, зашто тие граничеле. Значи, Самарија и Галилеја граничеле и очигледно овој неевреин, исто така болен од истата болест, се приклучил кон ова група. И навистина знаеме дека евреите ги сметале овие самарјаните
за нечист народ. Ги сметале дури полоши од паганците, отпадници од својата вера. И навистина, помеѓу нив владеело крвно непријателство. Немале никаква заедница или заедништво. Сега, сепак, сите биле поврзани со иста болест. Болеста не прашува дали си евреин, дали си грк, дали си македонец или србин. Нема тука разлика. Кога некој ќе заболе, не е во прашање какво име носе или од која нација е. Овде гледаме дека и евреите и овие самаријаните боледувале од иста болест, една од најтешките болести. А тоа била губа во тоа време. Интересно, биле отфрлени, како што спомнавме, од богослужение. Не може да одат во синагога, не може да се причестат, не може да одат на служба, на свадба кај роднините, кај пријателите. Едноставно биле отфрлени од општеството на маргините, морали тамо да шетат надвор од градовите и од селата. Интересно, според законот на Мојсей, тие луѓе кои биле болни, значи од таква болест, едноставно морали да одат во подерани алишта. Тоа било надворешен знак дека се болни од губа. Понатаму, непочешлани, морали да го крие своето лице, да го забрадат, зашто им отпаднале, например, делови од душето, од носот, од лицето. Тоа било грдо да се гледа, грда слика создавале меѓу луѓето. Морали да носат звонци на себе да викаат нечист, нечист. Ако бил нечист, морал да живе надвор од населеното место, подалеко, значи, од луѓето. Ние би рекли живи мртовци, без комуникација, осудени на доживотна изолација. И замислите, конкретно овие 10 луѓе го среќаваат Исуса кој се упатил кон Ерусалим, а морал да помине, како што рековме, кај Галилеја и Самарија. Тие 10 луѓе слушнале нешто за Исуса, но сега не смеле да му се приклучат, да му се приближат, како она жена, се сеќавате во оној друг пример, кога под цена на својот живот решила да го допре Исуса. И го допрела, и таа била од една тешка болест оболена, и според Мојсевиот закон и таа не смела да се дружи со луѓето. Можеле евреите слободно да фрлат камења да ја убијат, но таа под цена на својот живот го допрела Исуса. Овие не барале да го допрат Исуса, туку барале излекување. Едноставно барале помош. Интересно, овде гледаме дека овие 10 болни луѓе ја начекале таа прилика кога Исус поминувал и почнале да викаат Исусе да ги помилува, да ги едноставно оздрави. И навистина Исус им вели: одете и покажете се каде? Кај свештениците. И додека се движеле, замислете сега, додека се движеле, почнале, односно приметиле нешто необично на нивното тело. Нивната кожа како да се подмладувала. Му срутиле грб на Исуса и се опатиле кон најблиското место да се покажат кај свештениците. И така додека се движиле, приметиле дека оздравуваат. Навистина може само да ги замислиме сега тие лица, тие луѓе со какво воодушевување трчеле фактички кон свештениците да се покажат дека оздравеле. И така, навистина, тргнале. Но од тие 10, само еден приметил, односно сите приметиле, но само еден му проработила совест и си рекол: чекај, па јас треба да се вратам назад, да му заблагодарам на оној кој не излечил. Приметил дека кожата му се подмладува, видел дека оздравел и се враќа кај Исуса, му благодари на цел глас. Еве го човекот, доаѓа кај Исуса и му благодари. Паѓа пред нозите на Исуса, на своето лице паѓа доле во прашината и пепелта и му благодари на Исуса. Клекнува, а Исус му вели: пријателе, верата твоја те спаси, оде си со мир. Дали може да го замислите овој господин, овој човек возрастен, може би бил некој учен, некој во општеството представувал, а сега бил отворен во таму надвор од селото, односно од градот. Сега тој клечи долу, го допира Исуса, односно неговите нозе, свесен дека само Исус е тој кој го излекувал. Навистина, се тоа што се случило пред Исуса, браќи и сестри, е знак на Божјата милост, знак на Божјата присутност. Чудото на оздравување е знак дека со
Исусовото присуство дошло и спасението. Почеток на еден нов живот, на една нова ера за овој човек. Тој тоа никогаш нема да го заборави. Ново создание, почеток на еден нов свет, почеток на еден здрав свет. Интересно, кога Јован Крстител, отсекавате, кога беше во затвор, во една прилика тој почна да се сомнева и праќа гласник, пишува едно писмо за да му го однесат на Исуса тоа писмо. Исус сега му враќа исто така писание или писмо, а Исус ги набројува месијанските дела на пророк Исаја, кај што вели: Јоване, слепи прогледуваат, сакати одаат, губави се очистуваат. Всушност Исус го најавил ова време и овој човек, единствено тие 10, го исполнил пророштвото на пророк Исаија. Лука нагласува два моменти кои се многу важни. Вели: се очистиле и оздравиле. Тоа се две работи кои се случуваат во човекот. Едно да се биде чист од губа, болеста, тоа требало да го потврдат свештениците во храмот. Тоа требало да го потврдат тие кои биле за тоа и одредени. А друго е да се биде здрав и спасен. Значи, денеска луѓе може да бидат физички здрави, но духовно болни и нема да бидат спасени. Овие 10 се прилика за денешната ситуација во која ние живееме. Сите биле оздравени физички, но на жалост 9 внатрешно не биле оздравени. Тие не му дозволиле на Исуса да влезе преку Светиот Дух во нивните животи. Тие само кожата им се оздравела, додека нивните срца се уште биле болни. И затоа овој самарјанец добива потврда. Вели: сите се очистиле, но само овој човек, овој 10-тиот, и тоа не самарјанец, Исус му вели: верата твоја те спаси. Приметливо е, браќи и сестри, што се случува овде. Обратениот човек во Исуса го препознава Месијата, тоа за кој Исаја зборува 600 години, 700 години пред овој случај. Значи се враќа, паѓа овој човек пред нозете на Исуса и гласно му благодари и вели: ти благодарам, Господе. Останатите 9 се враќаат во стариот свет, во Мојсевиот закон, барат тамо спасение во Мојсевиот закон. Тие одат да се покажат кај свештеникот во храмот. Тие не го препознават Исуса Христа кој требало да го препознаат. Тој едноставно доаѓа кај Исуса, доаѓа и бара, односно му благодари. Тој едноставно е изненаден од тоа чудо што му се случило. Тој тоа го признава. Доаѓа кај Исуса и му кажува: фала ти, Исусе. Значи, тој човек и тој незнабожец станува дел од мисијанското време, како самарјанец. Иако самарјаните биле исклучени, иако биле браќа, ако одеме уназад во нивната историја, тие биле многу блиски. Тој станува дел од ова време, иако неочекувано. И затоа брза назад кај Исуса за да му заблагодари за се. Светиот Дух го потикнал и го довел кај Исуса. Едноставно тој кажал: благодарам. Ништо повеќе. Доволно било ова да го каже и да предизвика кај Исуса она што го кажал Исус: стани, пријателе, оди, верата твоја ти помогна. Браќи и сестри, денеска Исус е истиот. Не ги одбива болните. Исус не одбива никого. Тој ги прифаќа сите без разлика дали сме здрави или болни. Тој ги сака сите како своји партнери и соработници. Но ајде да се запрашаме што се случува со останатите 9. Каде се? Во ред, отишле кај свештеникот, може да се покажеле и тој рекол: да, здрави сте. Зошто не се вратиле назад? Каде завршиле тие 9 мина? И тие биле излечени и нивната кожа се променила, но се останало само на нивната кожа. Во нивните срца ништо не се променило. Срцето нивно останало далеко од лекарот. Нивното срце останало се уште студено, се уште здрвено. Не можеле зраците на Исусовата љубов да продре во нивните срца, само до нивната кожа. Тие почувствувале дека се здрави и тука застанало се. И денес има многу луѓе само до нивната кожа допира Божјата љубов. А нивните срца остануваат како тамо што вели Павле, односно пророкот вели: да ви дадам
месно срце, да го изведам тоа камено срце. Во нивните срца ништо не се променило. Срцето нивно останало далеко. Оздравувањето не навлегло внатре, се останало на површина. Кожата била здрава, но срцето, браќи и сестри, на тие 9 евреи, повторувам, евреи, останало непроменето исто. Го зеле дарот, но ја заборавиле раката која им го дала тој дар. Дали денеска и ние сме слични? Погледнете какви дарови Бог ни дал. Од неговата семокна, сесилна рака. А ние понекогаш сме толку тврди, не може да му кажеме: Боже, ти благодарам. Ти благодарам за здравието, за силата, за променетото срце, за променетите мисли. Ти благодарам за децата, ти благодарам за работата што имам. Ти благодарам за храната секојдено што ја користам. Знаете, вечерва илјадници, стотици илјадници ќе легнат, деца и жени и мажи кои нема да вечерат. Утре ќе станат повторно, нема појадок. Не можат питка вода да се напијат. А ние, фала на Бога, живееме во овој простори кај што достапно ни е се. Може да купиме во продавнице и чешмите да ги отвориме и да пиеме убава, здрава вода. Овие го зеле дарот и заборавиле на оној кој им го дал тој дар. Навистина, и овој дар што го добиле не можел да расте, бидејќи не бил хранен со лична благодарност. Ако нашите дарови што ги добиваме не се хранат со нашата благодарност, браќи и сестри, тие ќе останат само до нашата кожа. И ништо повеќе нема да продрат во нашиот живот. Вистинското спасение им било ускратено, бидејќи самите го затвориле своето срце на благодарност. Ова слика не враќа во времето кога еден незнабожец, еден човек, знаеме дека едно девојче му кажало, бидејќи имал исто така тешка болест, ако отиде таму, од каде тоа потекнува, има таму пророк кој ќе му помогне и ќе го излекува. Сеќавате за кој станува збор. Да се присетиме, значи, за првиот настан што Исус го имал во Назарет. Тој го спомнува оздравувањето на губавиот Неман, од Сирија. Додека во исто време во Израел имал куп болни од губа. Но Исус го спомнува овој пример да им докаже на тврдокорните евреи колку се тврди. Истото се случува овде. Овој од Сирија зел со себе 2 маски. Имал цела тајфа кој тргнале со него во придружба таму, зашто молел да отиде во Израел. А тој што вели? Па и кај нас има реки, така? Требало се искапе колку пати? 7 пати. А малце се двоумил во почетокот, па рекол, зарем нема кај нас води? И ги набројува реките. Не, пророк рекол, дојди кај нас. И 7 пати да клекнеш, да се нурнеш во водата. И тој го направил тоа. Дали оздравел? Кога излегол, телото му било како на бебе. Чисто, убаво. И сега, како благодарност кон Господа, понел неколку врејки земја, израилска, ги натоварил на своите маски и тргнал назад да се врати во својата држава, во својата земја Сирија. Таму од Израел, зашто доживел оздравување. Да го подсетува дома, во светот на своите богови и божества, дека во Израел доживел оздравување и да му благодари на Богот Израелев. Тоа требало постојано, кога ќе види таа земја, да го подсетува на она што го доживел во Израел, телесно, но и духовно оздравување. Преки сестри, спасението кое е присутно помеѓу нас, не дошло, а преку нас дошло преку Исуса Христа секако. Тој може да го доживее и да го излечи секој странец, неверник и нечист. Сите ние може да станеме нови луѓе во Христа. Секој наш порок, секој наш грев, ако бараме од Бога сила, може да биде продрен внатре да не очисти. Не само до нашата кожа. Овие 9 се синоним за луѓе кои, само резонски го резонираат постојањето на Бога и тука се стаписуваат, запираат. Не дозволуваат да Духот работи на обновување на нивните нови срца, нови мисли. Исус прашува, каде се останатите? Бог на секого му подарува иста мера на благослов.
Ista mera na blagoslov. Той бара каде се останатите, но се прашуваме вечерва каде сме ние денеска. Дали сме во групата на 9 или ќе се споредиме со оној едниот човек кој целосно му се посветил на Господа. Зборот здравје и спасение во грчкиот јазик значи телесно здравје и душевно спасение. Коренот на смислот на здрави спасение токму душевно спасение, внатрешно олеснување, оздравување и секако телесно. Исус го отвара своето срце и себе си кон сите луѓе, кон верните и неверните, евреите и паганците. Денес Исус сите нас не повикува да гледаме во Него. Тој е нашиот спасител. Во кого ние гледаме денеска? Во помиливоста на овој свет, во водачи светски лидери кои денеска се утре не се, чиј живот е само во 2 минути или 1 минута, ако не дише воздух, ние не постоиме веќе, ке не нема. Во еден африкански јазик, зборот за благодари се преведувал со зборовите гледај назад. Интересно. Значи, кога некој ќе каже благодарам, во превод за нив тоа значило гледај назад. Зошто тоа така? Тие го објаснуваат. Еве што велат. Смислот е јасен. Само оној кој гледа назад, кој размислува што му се случило, е подготвен да благодари. Интересно. Овој човек падна, еве го овде. Уметникот така го насликал. Очите, лицето, доле го доприле подот, земјата, прашината. А овие останатите трчаат, бегаат да се покажат кај свештеникот. Успат приметиле дека нешто се случува, почна да ги одмотуваат своите крпи, парталите со кои биле замотани. И навистина, само оној кој гледа назад, кој размислува што бил, каде бил и каков бил, може и подготвен е да заблагодари. Исус прашува, пријателе, каде се останатите 9 мина? Дали тие брзо заборавиле какви биле, во каква положба биле до пред неколку минути, а сега ги нема? Почитувани, ова е приказ на вистината која е запишена во Евангелието според Лука. Но да се поставиме прашање. Дали денес сме и ние слични на оние 9 мината? Брзо забораваме кои сме биле, каде сме биле, какви сме биле, во каква ситуација сме се наоѓале? Дали брзо ја забораваме Божјата милост, опростувањето? Бог може секој грех да го опрости, ако се покаеме. Нашето духовно исцелување, дали сме го заборавиле? Има луѓе кои се излекувани од некоја тешка болест и одат на операција и успешно операцијата и продолжуваат да живеат. Тие доживотно ги паметат тие лекари, така? Кои им извршиле хируршка операција, им помогнале. И тие од време на време можеби праќат пораки, фала ти докторе, благодарение на твојата операција што изврши, јас денеска сум жив. Меѓутоа, тоа е телесно, еден ден повторно ќе ги затвориме очите. А замислете, Исус сака да излече нашата внатрешност, да не ги прости нашите гревови. Дали сме ја заборавиле милоста, опростувањето и нашето духовно исцелување? Колку е човекот подложен, браќа и сестри, брзо да ги заборави Божите благослови. И затоа ние зборуваме денеска за благодарноста. Благодарните луѓе или благодарноста, може да кажеме, раѓа понизност, бидејќи ја открива нашата потреба за Бога. Понизноста е состојба на нашето срце кој препознава дека сите наши благослови се примени, а не заслужени. Ништо ние не заслужуваме. Се е дар од Бога. Овие 90% од овие губави ја пропуштиле својата животна шанса, најважниот дар кој Исус го планирал за нив. Единствено овој самарјанец, кој го гледаме овде на оваа фотографија, бил благодарен за изликувањето и тој добил благослов. Исус му вели, стани, оди си, твојата вера ти помогнала. Оно што е најважно, браќи и сестри, може да кажеме дека нивниот духовен живот не бил обновен, новиот 9 мината. Единствено животот на оној 10-тиот. Давид вели, влезете со благодарници во неговата врата, со песни во неговите дворови, фалете го, славете му го името.
Ovo izveštaj ne ni otkriva za 10 gubavi, zašto ne se vratile nazad da mu blagodarat na Isusa. No sepak je jasno дека единствено благодарното срце на самарјанецот го приготвило да добие уште повеќе. Тоа вреди за нас денеска. Благодарноста што искажуваме кон Бога ја зголемува нашата активност кон нас. И затоа Давид вели: влезете со благодарници во неговата врата, со песни во неговите дворови. Фалете го, славете му го името. Благодарноста, рековме, раѓа понизност. И затоа Бог денеска не повикува да бидеме благодарни, браке и сестри. Да бидеме исти или слични како овој 10-тиот. Јаков вели: но дава поголема благодат. Затоа вели: Бог им се противи на горделивите, а на смирените им дава благодат. Бидејќи Божјата милост, може да кажеме и Божја сила, што повеќе му благодариме на Бога, повеќе добиваме сила од Него. Што повеќе сме свесни за своите потреби пред Господа, добиваме секако повеќе сила. Но се постава сега прашање: лесно да благодариш ако ти оди се подмачкано, ако ти оди се добро. Но што ако се случат проблеми, кога патиме, имаме искушенија, имаме пречки како планина и не можеме да ги премостиме. Секако лесно е да бидеш благодарен кога имаме работа или имаме се што ќе посакаме. Лесно да бидеш благодарен кога ти се случуваат добри работи. Но што да правиме кога ќе дојдеме пред проблеми, пред искушенија? Кога работите не се одвиваат така како што ние ги замислуваме. Или ќе се случи некоја трагедија, некој проблем. Можеме ли тогаш, браке и сестри, да му благодариме на Господа? Навистина, понекогаш животот носи тешки околности. Тоа е факт, не смееме тоа да го премолчиме. Секна околност е во тоа што христијанската благодарност не присилува да се претвараме и благодариме за она што е лошо или лошо ни се случува во животот. Секако, тешките моменти понекогаш може да бидат индиректно и срекна околност. И сеќавате за Јосиф, кој бил продаден од своите браќа. Знаеме низ какви проблеми поминал човекот. Во затвор бил, па неправедно бил оптужен. Но на крајот, кога се завршило, што тој им вели на своите браќа? И вие мисливте лошо, а Бог се изведе на добро. Значи, животните тешки настани понекогаш ни се чинат дека ќе не совладат и ќе не уништат. Но да имаме благодарно срце не значи дека треба да ја бареме само светлата страна. Нашата благодарност не сме да биде заснована само на збир на околности. Таа треба да биде, да се темели и на личноста. Маките низ кои поминуваме, Исус ги знае. Тој се чувствува со нас, па и самиот поменал низ големи маки, низ големи искушенија. Еве што вели пророк Исаија. Беше презрен, отврлен од луѓето, човек на болката, свикнат на страдањата, до кого секој го отстранува лицето, беше презрен и за ништо го сметавме. Навистина, почитувани, кога ќе поминуваме низ проблеми, Исус ги разбира твоите потешкоти и моите. Тој се очувствува со нас. Нашата благодарност треба да се потпира на Божето ветување, дека сепак на крајот ќе биде добро. Но наше е да издржиме. И еве охрабрителен текст кој Јован го запишал во Откровение 21 глава. И ќе избрише Бог секоја солза од нивните очи. И смрт нема да има веќе ни тага, ни плач, ниту болка, зашто првото помина. Многу е лесно да ги пропуштиме Божите благослови, кога се соочуваме со болки и проблеми. И самиот сум бил во ситуација кога на Бога сум бил лут. Кога сум велел: Боже, зошто се случува ова? Но понекогаш Бог како да молчи. Бог како да нема време да ни одговори. Но може би Божето молчење е одговор за нашата болка. Но дури тогаш Бог никогаш нема да се повлече со своите дарови од нас. Тој е многу добар кон нас. Јас да сум бил на ова место на Исуса, браќи и сестри, а може би вие тоа ќе го потврдите сега. Да сум бил на Исусово место, најверојатно
би ги заменил исцелувањата на овие 9 губави со неугодни проклества. Дали би го тоа направил? Може би не, но да бидем искрени. Или да не бидам толку лош, би ме вратил предходната болест. Ти им правиш добро, ја го гледам се тоа од човечка перспектива. Значи, Исус ги излечил, а тие ни фала не му кажале. Може би ние би се однесувале сосема подруго и би рекле, нека им се врати болест. Знаете како на цртаните филмови. Им се враќа болеста или нешто слично, но не непослушните. Меѓутоа, фала на Бога, што Исус не сум јас. Или како вие. Фала на Бога, што Исус не сака по глава нивна да ги научи на памет. Ние би рекле нека им дојде памет, па малце нека се отрезнат. Фала му на Исус што тој така не постапил. Љубовта била таа што го привлекла самарјанецот да го прифати вечниот дар. Кога денес ние кажуваме, браќи и сестри, благодарам, секојаш ќе откриеме невиден благослов. Не можеме ние, браќи и сестри, да го контролираме дарователот. Немаме ни право, нито да му наредуваме. Но секогаш можеме да очекуваме уште еден дар повеќе. Милост и надеж. Затоа, браќа и сестри, дали сме денес подготвени да му кажеме на Исуса едноставно зборче: благодарам за новото заоѓање што ќе биде сега на сонцето, за новиот ден наутро, за секој нов незаслужен благослов. Кои се криени дарови? Едно реторичко прашање. Кои се криени дарови водени од благодарноста можеш да пронедеш денес во себе? Ти си на потек. Верувам дека секој од нас, и да не заборавиме, лозинката на ова сабота и на овој ден. Благодарноста е најдобрата молитва која секој од нас може да ја каже. Фала му на Бога за сите негови благослови. Амин.